Над 330 грла дивеч од државното ловиште Полаки исчезнале во период од 3 години. Ова се резултатите од пописот што го спровела Комисијата на шумското стопанство Осогово, кое е дел од јавното претпријатие Македонски шуми. Намалувањето на фондот на дивечот се случувал во периодот од 2015 до 2018 година, при што проценетата штета од тоа се проценува на над 1.840.000 евра. Истражувајќи го случајот, надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднесе кривична пријава против поранешниот 53 годишен раководител на ловиштето, кој е осомничен за несовесно работење во службата, поради што е предизвикана споменатата штета. Со непреземање на должните действија, односно непреземање на потребните мерки за заштита и одгледување на дивечот во ловиштето, постапил спротивно на законот за ловство, поради што дошло до намалување на 333 грла на заштитен дивеч, утврдено од страна на пописна комисија од Шумското стопанство Осогово, со што го оштетил јавното претпријатие Македонски шуми, Скопје, за сума од 113.221.500 денари или 1.841.000 евра. Фактот што во подолг период дошло до губење на фондот на дивеч во ловиштето е причина што полицијата оценила од одговорното лице предизвикало финансиска штета на јавното претпријатие Македонски шуми. Инаку, државното ловиште Полаки некогаш располагаше со неколку стотици грла муфлони, елени лопатари, срни, диви свињи и друг дивеч, при што од организираниот лов на кој доаѓаа ловци од Грција, Италија, Германија и други европски земји се остваруваа значителни приходи. Во моментот во ловиштето, кое во изминатите 10 години немаше ниту концесионер, останати се само неколку десетици грла дивеч, пред се обичен елен и диви свињи.